Поради жешкото време во Прилеп повиците на терен за потреба од итна помош се зголемени за 60%, а зголемени биле и дневните амбулантски прегледи за 20 до 30 пациенти повеќе отколку во нормални услови. Најголемата потреба од итната помош граѓаните ја имале во викендите кога не работат матичните лекари. Во викендите имаме премногу работа што цела една екипа од тројца лекари, 4 сестри, тројца шофери ја постасува некако како што се снајдува и може. Доволно сме екипирани во овој момент, али пак ќе кажам, со оглед на тоа дека се годишни одмори, мора и лекарите да бидат на одмор, мора и сестрите да бидат на одмор, мора и шоферите да бидат на одмор. Се обидуваме некако да комбинираме од смена во смена, па да ги услужуваме сите пациенти, сите граѓани на град Прилеп. Најчестите проблеми кои што ги имале граѓаните биле вртоглавици, додека пак и повозрастната група граѓани. Доминирале хроничните кардиоваскуларни и респираторни болести. Потоа зголемен кревен притисок, астма и хроничните белодробни болести. Но тука биле исто така и каснувањата од инсекти, змии и крлежи, а неколку пациенти со каснувања биле препратени со компликации на клиниките во Скопје. Кај нас на ова подневје, посебно во град Прилеп, имаме најотровната змија поскокот, али не знаат да ни кажат добро граѓаните која е таа змија, заради тоа што се во паника. Така да кога ќе се јават, сега ова е и апел до граѓаните на град Прилеп, кога ќе се јават правилно да одговорат на неколкуте прашања што ги постават докторите од наша страна, за тоа што разговараат со доктор и му требаат детални одговори на докторот за да знае што го очекува на терен кога ќе појде. Лекарите препорачуваат да не се излегува надвор непотребно во овој период и граѓаните повеќе да се хидрираат.